Започнуваме со регионалните вести. Останете со нас за да ги проследите настаните кои што го одбележаа денот. Во Основниот суд во Тетово денес продолжи судскиот процес во кој за смртта на родилка Лани во август е обвинет гинеколог од Тетовската клиничка болница. На второто судско рочиште анестезиологот и хирургот од Карел при скопските клиники сведочија дека 33 годишната Виолета Кировска во нивното одделение била примена со обилно крварење. Хирургот Зоран Караджов изјави дека констатирал голема количина крв во стомакот и во матката, која не била целосно извадена од страна на медицинскиот персонал од Тетовската болница. Остатокот од матката која беше кревка ја отстранивме, крварењето го допревме, но пациентката не успеавме да ја спасиме. Утредента доби мозочен удар и по неколку дена почина, изјави доктор Караджов. На рочиштето сведочеше Абдулџелал Есати, анестезиолог при Тетовската болница. Тој изјави дека пациентката Кировска имала крварење после првата операција повеќе од вообичаено. Таа била комуникативна и биле дадени 2 единици крв за време на ваѓањето на матката, односно вториот операционен зафат, за кој одлучија хирурзите да го извршат. Состојбата на пациентката беше лоша, без витални знаци, со кардиоваскуларни проблеми. Јас ја реанимирав пациентката, но крварењето беше обилно и медицинскиот персонал одлучи да ја препратиме на скопските клиники, изјави доктор Есати. За време на денешното рочиште изказдади сопругот на Кировска, застапникот на семејството Кировски по судењето, изјави дека дел од исказите на сведоците биле контрадикторни. Од одредени сведоци имаме контрадикторни изјави кои што не соодветствуваат со изјавите дадени во претходна постапка, а најповеќе се во спротивност со материјалните докази кои што ги поседува јавното обвинителство. Така да сметаме дека во понатамошниот дел од постапката, преку изведување на материјалните докази, преку изведување на вештачења и преку сослушување на вешти лица, ќе се утврди правилно фактичката состојба и секако ќе се докаже вината на страна на обвинетиот. Контрадикторни изјави имаме во дел на искази дадени на главна расправа и искази дадени во претходна постапка, во прибирање на докази, кои што не соодветствуваат. Во однос на начинот како течела целата постапка по породување на царскиот рез, во однос на делот дали крварела или не крварела пациентката, дали имала крварење или немала крварење, во однос на прибирање на крвни слики, дали и така натаму, кои што понатаму секако ќе бидат изведени со делот на вештачењето и ќе имаме поконкретна слика за сето тоа што представува и што е точно, а што не е точно во оваа постапка. Основното јавно обвинителство Тетово го товари гинекологот Казимир Копривњак за несовесно работење. Според обвинителниот акт, докторот на 19 август минатата година кога ја породувал Кировска, не ги презел сите неопходни превентивни мерки за заштита на станување на тешки последици. Гинекологот започнал царски рез, без претходно да обезбеди количини крв. Следното судско рочиште закажано за 25 мај. Пронајден човечки череп покрај магистралниот пат Гостивар-Кичево. Од полицијата информираат и за измама на 80 годишник од село Ломница. Човечки череп е пронајден вчера на земјено проширување покрај магистралниот пат Гостивар-Кичево, половина километар до бензинската пумпа на стража. Според СВР Тетово, черепот го забележал граѓанин кој запрел тука и веднаш се јавил во полициската станица Гостивар. Како што информираат од полицијата, за кусо време на местото испратена е увидна екипа, која во консултација и координација со јавен обвинител извршила комплетен увид. Човечкиот череп, кој бил без долна вилица и со релативно сочувани 14 заби, е фотодокументиран, подигнат и по наредба на јавен обвинител ќе се вештачи, за да се утврди кому припаѓа и од кое време потекнува. Местото на кое е пронајден човечкиот череп од вчера соодветно се обезбедува и планирано е целосно пребарување, евентуално да се пронајдат и други остатоци. Од СВР Тетово информираат и за една измама. Имено 80 годишник од гостиварското село Ломница вчера пријавил дека дента околу 10 часот на булеварот Браќе Џиновски, во непосредна близина на Центарот за култура Асном во Гостивар, му се доближило непознато лице и му понудило помош за да му среди за пензија за неговата сопруга. При тоа му побарало и од него добило 2700 денари, а потоа уште 50 евра, наводно за да му плати навработен во фондот за пензиско и инвалидско осигурување.
станување, откако ги зел парите непознатиот си оддалечил и не се вратил веќе назад, а на 80 годишникот му станало јасно дека е измамен и го пријавил случајот во полициската станица Гостивар. Се преземаат мерки и активности за идентификување и пронаоѓање на измамникот. 29 пешаци во Тетово вчера направиле сообраќаен прекршок. Полицијата констатирала дека поминале на црвено светло, не користеле пешачки премин и не се движеле по тротоар. И пешаците не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Во акциската контрола спроведена вчера предпладне во Тетово биле констатирани вкупно 29 прекршоци. 11 пешаци поминале на црвено светло, 10 не користеле пешачки премин, а 8 не се движеле по тротоар. Прекршоците се заокружени со 27 писмени опомени и со 2 прекршочни платни налози, па двајцата прекршители ќе се соочат со глоби од 30 и 50 евра во денарска противредност и наскоро ќе бидат повикани на така наречена сообраќајна поука. Од СВР Тетово информираат дека активности со ваква цел и содржина планирани се во наредниот период, со цел да се придонесе за подигнување на сообраќајната свест и култура на пешаците. Покрај ова во деновите што следуваат ќе се засилат и превентивните и други активности, со кои ќе бидат опфатени мотоциклистите, чиј број деновиве забележително се зголемува на тетовските и гостиварските улици. Во рамки на тие активности посебно внимание ќе му биде посветено на тоа дали носат заштитни шлемови и располагаат со потребните дозволи, но и дали се регистрирани мотоциклите. Пред гостиварци вчера попладне беше презентиран проектот Купи куќа за млади. Преку овој проект младите добиваат помош од државата да го решат прашањето на домување. Владиниот проект Купи куќа за млади вчера попладне беше презентиран во Гостивар. Граѓаните имаа можност да се информираат околу условите и начинот на аплицирање за двата модела за добивање на неповратните средства за купување, изградба или доградба на куќа. Пред присутните беше објаснет и пример колкава е придобивката за моделот субвенција на рата и за моделот субвенција на учество. Така, например, за кредит во износ од 10.000 евра, вкупната помош од државата изнесува околу 6.500 евра неповратни средства за 11 години. Прито, од месечната рата која што во првите 5 години што очекува да изнесе околу 60 евра, државата субвенционира околу 50 евра, односно 80%, додека остатокот го плаќа самиот барател. Потоа, до 11-та година, месечната рата прилика би изнесувала некаде околу 75-76 евра, од кои околу 60 евра субвенционира државата до 8-та година, додека останатите 15 евра ги плаќа самиот барател, додека од 9-та до 11-та година една половина, тоа се околу 38 евра субвенционира државата, додека остатокот го плаќа самиот барател. За кредит од 50.000 евра, кога што изнесува највисокиот износ, кој што подлежи на субвенционирање, од 300 евра, кога што би изнесувала месечната рата во првите 5 години, државата субвенционира 80%, што некаде околу 240 евра. Граѓаните кои беа дојдени да се информираат сметаат дека проектот е добра можност да им се помогне да го решат стамбеното прашање. Јас сум заинтересиран за изградба на куќа. За овај проект од владата се информирав преку медиумите и преку флаери што ги делеше Министерството. Денес имам можност да се информирам во живо со Министерството. Мислам дека овај проект стои на здрави нозе, дека ќе има поддршка меѓу популацијата. Најдоголема добивка добиваат тие што ќе почнат да градат или купуваат станови или куќи, поточно доколку кога ќе почнам да градам ја, уместо да платам кредит 100%, ја би го платил 50%, бидејќи 50% би ме субвенционирала владата. Заинтересирани нормално, затоа и присуствуваме, меѓутоа да видиме со урбанистичките планови како ќе биде, да речеме, мора да поседуваме урбанистички план. Ние живееме на сопствен плац, мислам што сакаме да градиме тука во општината Гостивар, меѓутоа населбата не е урбанизирана. И сега ни кажа дека проектот ќе важи до 2016, до тогаш ако се урбанизира. Побрзо да се урбанизира. Ќе поднесеме барање секако. Основните услови што треба да ги исполнува едно лице за проектот Купи куќа за млади се возраст до 35 години и да нема имот на свое име. На презентацијата граѓаните добија информации и за проектот Купи куќа, купи стан.
случај насловен «Транспортер» објави специјалното обвинителство во кое е инволвиран и градоначалникот на општина Битола, соопштија денеска од ова обвинителство. Осомничените според специјалното јавно обвинителство го оштетиле буџетот на државата во полза на локални превозници за околу 360.000 евра. Овој случај е за најверојатно најскапиот превоз на ученици во светот, што го плаќал градот Битола, рече обвинителката Фатиме Фетаи. Градоначалникот на Битола пред неколку дена беше помилуван од председателот Ѓорѓе Иванов. Специјалната обвинителка Катица Јанева претходно изјави дека обвинителството совесно си ја врши работата во насока на исполнување на мандатот. През конференцијата на специјалното јавно обвинителство ја следеа и амбасадори, меѓу кои тие на Италија, Германија, Британија и ОПСЕ. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева на пресконференција најави дека имаат намера да отворат многу истраги и затоа рече почитуваниот председател Иванов ќе има многу работа доколку има намера сите да ги аболицира. Никој не може да ја задржи или спречи законската должност за надомест на прибавената корист од кривични дела. Одлука за конфискација се носи и кога има пречки за водењето на постапка. И во случај на аболиција должност на СЈО е да прибави докази за нелегално стекнат имот кој треба да биде конфискуван. Незаконски стекнатите пари мора да се вратат во буџетот. Финансиски истраги се водат интензивно. Од 2008 до 2015 година големи суми пари од буџетот се одлеале во приватни джебови, рече Јанева. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска упати јавен повик до граѓаните на Македонија за мирни и ненасилни протести. Тој апелира до граѓаните да ја третираат полицијата како партнер и чувар на нивната безбедност. 12 приведени и 1 повреден новинар е билансот од протестите што се одржаа синоќа пред и во близина на Народната канцеларија на председателот Ѓорѓе Иванов во Скопје. Во продолжение на регионалните вести една спортска информација. Во недела на спортскиот центар во Тетово ќе се игра женски развоен турнир во фудбал. Покрај домаќините женскиот фудбалски клуб Шарпланинка ќе учествуваат и екипи од македонски Брод, Демирхисар, Охрид и Струга. Вкупно 5 женски фудбалски клуба ќе учествуваат на женскиот развоен турнир во фудбал кој ќе се игра во недела на спортскиот центар во Тетово. Спортските вештини ќе ги одмеруваат фудбалерките од клубот домаќин Шарпланинка од Тетово и од клубови од македонски Брод, Демирхисар, Охрид и Струга. Пред се во недела се организира младински развоен турнир за девојчиња на возраст од 10 години до 14. Турнирот се организира под покровителство на Фудбалската федерација на Македонија. Исто така ние сме за оваа година домаќини на тој турнир. Турнирот започна 2015 година, каде што домаќини беа Струга и македонски Брод. Оваа година таа чест ни припадна ние да бидеме домаќини. Учествуваат 5 клуба. Женскиот фудбалски клуб Шарпланинка е домаќин, Билјанин Извори од Охрид, Ас Юнајтед од Струга, Младост од Демирхисар и Порече од македонски Брод. Значи тука ќе се одва во две групи. Значи имаме генерација 2001 и 2002 која играат во една надпреварувачка група, а во другата група учествуваат девојчиња од 2003 и 2004 и нагоре. Со овој турнир се овозможува на девојчињата да земат учество во младинските развојни лиги и всушност во репрезентацијата на Република Македонија. На женскиот турнир во мал фудбал во недела ќе учествуваат фудбалерки на возраст од 10 до 14 години. Екипата на домаќинот женскиот фудбалски клуб Шарпланинка од Тетово интензивно се подготвува за престојниот надпревар и верува дека ќе ги оправда очекувањата и ќе покаже одлична спортска игра. Јас сум Ангела Зафировска. Јас сум ученичка од 603 одделение, учам во Братство Миџени. Јас тренирам фудбал во ЖФК Шарпланинка. Тоа е мој омилен спорт. Ние оваа недела имаме турнир. Сите мои пријатели и содружници ги поканувам да дојдат да не гледаат и да навиваат за нас. Јас сум дел од оваа екипа 6 месеци и ќе продолжам да одам, затоа што фудбалот е дел од мојот живот. Јас сум Сара Исевоска, имам 13 години, више тренирам една година
И во недела ги поканувам сите да дојдат да не гледаат на нашиот надпревар. Верувам дека ќе победиме. Ја го одбрав фудбалот дека многу сакам да играм, да браним и ме бива. Интересот за фудбалот од страна на припадничките на понежниот пол е се поголем, а на тоа имаат влијание и медиумите. Известувањето за постоење на женски фудбалски клуб во Тетово поттикнува голем број девојчиња да се одлучат да се испробаат во овој спорт. За почеток најважна е љубовта кон фудбалот, а потоа со редовни тренинзи се постигнуваат одлични резултати. Значи почнавме со по 2 девојчиња, 3, 4, 5, така да еве денеска, значи после 2 години, значи трета година поред, значи ни брои 30 члена. Во почетокот да постоја предрасуди, мада сега родителите сватија значи дека не е само фудбалот за машките, значи девојчињата може да играат фудбал. Така да тоа и го покажавме, бидејќи јас и мојот колега сме тренери во женската репрезентација на Македонија до 19 години. Исто имаме значи моментално поттик од нашиот клуб кој ќе земат учество на развојниот турнир на девојчина на репрезентацијата до 16 години, што ќе се одржи исто во Скопје. Пред се можам да кажам дека ние сме задоволни, значи како почнавме и како сме сега сме задоволни што во толков број значи доаѓаат девојчината и што редовно одат на тренинг. И всушност можам да кажам дека почна и мајките да ги поддржуваат. Значи во почетокот татковците ги поддржуваа своите девојки, а сега и мајките кои редовно присуствуваат и на надпреварите и понекогаш се дешава и на тренинг да дојдат доволно родители. Исклучиво, значи, повеќе членовите се афирмирани преку телевизиските медиуми. И затоа се дојдени, значи, слушнавме на телевизија дека има турнир, слушнавме на телевизија дека имате тренинг. И во тој стил девојчињата почнаа да доаѓаат, значи. Женскиот фудбалски клуб Шарпланинка од Тетово е формиран во 2013 година, а во него тренираат фудбалерки на возраст од 8 па до 26 години. Во моментов клубот брои 30 членки. Началникот на Генерал-штабот на националната одбрана на Грција Евангелос Апостолакис наредил да бидат испратени припадници на вооружените сили на земјата во рејонот на островот Инусес во близина на Турција и во северна Грција во регионот на градот Кукуш и домени на границата со Македонија. Целта на мобилизацијата е да биде активирана воздушната одбрана на островот Инусес и на тој начин да биде испратена јасна порака до Турција, чии воени авиони последните денови пролетуваат над островот, прекршувајќи го воздушниот простор на Грција. Украинскиот парламент одобри Володимир Хројсман да биде иден премиер на земјата во неголемата реорганизација на владата од бунтот во 2014 година на прозападното лидерство. Номинацијата на Хројсман беше поддржана од 257 пратеници, а му беа потребни минимум 226 гласа. Хројсман во парламентот рече дека владата предводена од него нема да толерира корупција и дека ќе настојува да ги зајакне врските со Европа. Американскиот претседател Барак Обама изјави дека коалицијата предводена од САД ги натерале милитантите на исламската држава во Сирија и Ирак во ситуација да се бранат, намалувајќи им ја територијата што ја имаат под контрола и убивајќи високи лидери на таа терористичка организација. Исламска држава е во дефанзива, а ние во офанзива, рече Обама по состанокот со неговите советници за национална безбедност во седиштето на ЦИА. До сега имало над 11.500 воздушни напади врз цели на исламска држава во Сирија и Ирак. Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека Турција не е безбедна за руските патници и оти де факто е во состојба на граѓанска војна. Путин денеска ги обвини турските лидери дека соработуваат со терористите, а не се борат против нив. Тој додаде дека ја сметаат Турција за пријател, но дека имаат проблеми со некои политичари, чие однесување е несоодветно. Односите меѓу Москва и Анкара се затегнати откако Турција во ноември 2015 година собори руски авион во близина на турско-сириската граница. Авионот спроведуваше операции како дел од интервенцијата на Русија во Сирија. Турција тврдеше дека авионот го нарушил нивниот воздушен простор.
Нигериската исламистичка група Боко Харам објави нова видеоснимка на која наводно се дел од 276 девојчиња кои беа киндапирани на денешен ден пред 2 години во градот Чибок. Видеоснимката е снимена најверојатно во декември минатата година и е испратена до владата во Нигерија, а на неа се прикажани 15 девојчиња во црна облека, кои биле представени како ученички киндапирани од училиштето. Некои од девојчињата биле препознаени од нивните родители. Ова е прва снимка на девојчињата од мај 2014 година. Денес имавме сончево и топло време со умерена облачност. Попладне се услови за изолирана појава на краткотраен дожд и грмежи. Дуваше умерен повремено силен ветер од југозападен и западен правец. Утринските температури се движеа од 10 до 15, а дневните од 17 до 22 степени. УВ индексот изнесуваше 6. Времето утре ќе биде сончево со умерен северозападен ветер. Утринските температури ќе се движат од 6 до 9, а дневните од 11 до 19 степени. УВ индексот ќе изнесува 7. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно.